Обуките на лекарите, светските медицински искуства ги донесоа и во Штип. За прв пат на Штипското оделение за уво, нос и грло има специјалист едуциран за функционална ендоскопска синус хирургија. Оваа метода е метода која што се користи кај една доста честа патологија, актуелна у денешно време во смисла на алергии, кои што се причина за појава на носна полипоза, односно развој на полипи во носна шуплина, кои што невозможуваат дишење на пациентот, што е голем проблем за него, и со оваа метода, значи, тие успешно се отстрануваат со минимална траума на физиолошките анатомски делови во носот. Вако вид на синусна хирургија се прави исклучиво во развиените медицински центри. Во случајот на Хубрева, знаењето во Штип таа го донесе од Истанбул. Едукацијата изврши во Универзитетската клиничка болница Чапа во Истанбул, исто така и во приватната болница Флоренс Најтингел, под менторство на професор доктор Мехмет Тинас. Едукацијата беше во трајање од 1 месец. Хубрева беше дел од првата група лекари кои Министерството за здравство ги испрати на обуки и до едукации во најпрестижните европски болници. Медицината е област што постојано се развива, па заедно со неа мораат да се развиваат и лекарите. До едукацијата е многу добра и значајна за посебно младите лекари, значи за да ја пратиме современите текови и трендови во лекувањето. Ова за клиниките значи образован и подготвен персонал, за пациентите поголеми шанси за здравје. Медицината оде напред и треба да се дообразуваат. Оде напред медицината, треба нешто и повеќе да знаат. Треба да одат на обуки, да се образуваат. Зошто е тоа важно? Па за сите нас. Инаку, за една година Министерството за здравство во 20 клиники испрати 400 лекари од различни области на едукација и близу 200 помошен медицински персонал.